Со војно-политичкиот аналитичар Златко Кузманов. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на покана. Господин Кузманов, денеска јас не знаев како да најавам, освен да кажам војна и мир, кои катадневно се менуваат. Еве, по вчерашните или за вчерашните повторни бомбардирања, денеска објавено ново примирие помеѓу Вашингтон и Техеран. Сликата војна мир се менува секојдневно, па логично да ве прашам што очекувате утре, следниот период? Вака, јас и изминатите 20 дена кога започна овој процес со меморандумот, кажав дека е постигнат меморандум за разбирање, а не конечен договор за мир. Тоа значи дека допрва со тој меморандум нели се прекина војните дејства, се деблокира Хормушкиот теснец и се договорија да разговараат во наредните 60 дена до некој постигнување на конечен договор ако се постигне. Значи мирот со овие, еве да кажам, спорадични борбени дејства и 2 дена не се наручи бидејќи немаше ни постигнат мир. Имаше договор за прекин на воените дејства. Тоа го објаснив и на почетокот, и затоа што допрва тек предстојат мачни, тешки, неизвестни преговори, дали ќе се дојде, ако се дојде до тој мировен договор во наредните 60 дена, колку што си дале рок двете страни. И тука морам да кажам на некој начин, колку што анализираме состојбата, сепак мислам дека на Блискиот Исток и се уште има и актери на некои кои можеби и не им одговара да се постигне конечен мир, што може да го загрози тој целиот процес. Некако и приоритетите се менуваат. Еве слушнавме дека тема на преговорите утре, и тоа во Катар, наместо во Швајцарија, сега во Катар ќе бидат преговорите. Нема да се преговара за нуклеарната програма, што беше главна причина за американската интервенција во Иран, туку ќе се преговара за Ормунскиот теснец, кој пак ја предизвикува глобалната енергетска криза. Дали протокот на нафта е поважен од нуклеарната програма? Добро, убаво го тоа формулиравте, али предвидено е со меморандумот за договор, еве да објасниме, така и предвидено со меморандумот за разбирање, така и редоследот. Прво да се деблокира Хормушкиот теснец, бидејќи не се огледи и се последиците за светската економија, дали има проток или нема проток на нафта, а после таму 8-9 член од оние 14 разговори за нуклеарната програма, озбогатениот ураниум на Иран и за општо за тие проблематични нуклеарни прашања. Редоследот е вред, е тој како што и одат, не е ништо променето. И секако дека сега гледате, да, реалната закана од протокот и не протокот на нафта за светската економија и криза е реална, а заканата од нуклеарна закана е предпоставена закана. Така да и не е проблем што одат по тој редослед, така да ги решаваат тие жешки костини и прашања во самите преговори. Така да мислам дека во таа насока дека ќе се одвија. Тоа не е проблем што е во Катар, добро е да е тука во регионот кај што се засегнатите страни, бидејќи ако има реална желба од самите тие засегнати страни у целиот Персијски залив, државите се постигне некој подолгорочен мир, добро е тоа тука да се спроведува, а не негде во Швајцарија и така натаму. Ако остане Ормунскиот теснец отворен, ќе се олабави светската економија, меѓутоа што сметате дека ќе се случи кога ќе дојде делот со збогатениот ураниум, со иранската нуклеарна програма? Слушаме дека не се воопшто немаат намера да го отстапат на американците или било каде да се уништува, американците не сакаат. Јас тоа го реков уште пред 10-15 дена дека Иран ќе биде кооперативен во тој дел и баш експедитивно реков дека ќе прифати да соработува, односно да не развива војна нуклеарна програма, него ќе инсистира да му остане за цивилни цели нуклеарни електрани и така натаму. И мислам дека во таа насока тука ќе оди сега, тука е тоа допрва сега тие 60 дена ќе се разговара, ако се дојде до некој договор, велам, ако од целиот ризик може и цело сето тоа да пропадне, па целиот регион да западне во некоја друга војна. Бидејќи големи се влоговите, тие предвидуваат таму да се доправа разговори за разглажување на тој збогатен ураниум, ако го имаат, ако се утврди дека го имаат, па каде ќе се прави тоа, дали ќе остане таму, дали ќе треба се изнесе во друга земја, дали ќе се слоди Иран или сите тие негови фракции, тие се прашања кои ќе ги видиме наредните 60 дена. Јас тука бе само за Хормушкиот, убаво да споменем, веќе убаво го формулирате прашањето. Гледате колку е битен тој што велите вие се на ниво на нуклеарни преговори, бидејќи ако во војната Иран го употреби како асиметрична алатка
да се спротивстане на големата војна сила, па он нема така лесно да се откаже сега ни во мировните преговори, пак Хормушкиот теснец да биде алатка за постигнување на неговите интереси, па ја дори би ги ценам овие напади што беа овие 2-3 дена спорадични или од двете страни, мислам дека беа поради тоа. Иран сакаше да покаже дека е он е господар на Хормушкиот теснец, а од друга страна Соединетите американски држави сакаат да му покажат спротивното. Изминативе денови видовме дека ракетната и дрон програмата на Иран се уште е голема, со оглед дека без проблеми ги стрела повторно Бахрейн, било која од околните земји. Колку е војниот потенцијал на Иран уништен после сите ракетирања, бомбардирања и војни активности на САД? Со војните напади на Соединетите американски држави и Израел на Иран му нанесоа значителни штети на војните капацитети, особено на ракетната програма, нуклеарните постројки, војното воздухопловство и морнарицата. Но сепак не ги уништија целосно. Иран му останаа значителни можности и способности за водење на асиметрична војна. Тоа значи со беспилотни летала, со дронови, па и со ракетни системи за помали дострели и да развија да се уште има противваздушна одбрана за среден и мал дострел. Така да затоа и ја покажува еластоиш и отпор затоа што не беа тие целосно уништени неговите војни капацитети. Од овие напади што ги гледаме од Иран веќе да, тоа се напади и на војните постројки на американците во соседните земји, меѓутоа главно се цели се соседните земји, доколку конфликтот продолжи, дали воено може да бидат вовлечени овие земји околни, кои што се сите практично арапски земји, а со тоа конфликтот да се прошири и од Израел, Либан, значи на целото Персиско море и да добие една голема регионална димензија. Па се зависи од како ќе се протечат, дали ќе се спроведат или дали ќе завршат во наредните 6 дена овие преговори за постигнување на мир или непостигнување. Доколку се оди во таа насока, тогаш ќе се избегне регионална војна и вклучување на соседните држави. Доколку не, тогаш може да бидеме сведоци на нова криза во Блискиот Исток овде, нови војни операции, нарушување на безбедноста и закана за регионалната безбедност па и меѓународната. Тука е битна улогата што кажувате за Израел, неговата улога, неговото место во сето ова и визави не само безбедноста, однесувањето на Израел. Јас ценам дека сепак тој на некој начин ќе мора да ги следи Соединетите американски држави, али многу комплексно кога зборуваме безбедноста на Блискиот Исток и земјите. Израел не може да го гледаме независно само него заедно и со состојбата со палестинското прашање и со прашањето за Хезболах и за Хамас и така натаму и за интензитетот на неговата соработка како тече со стратешкиот партнер Соединетите американски држави. Од тие фактори зависи Израел како ќе се понаша и како ќе се однесува, колку ќе биде кооперативен, бидејќи тој е научен да делува во кризи, во војни состојби. Не сме го виделе како делува во мир. Да. Но гледаме и таму веќе не само јавното мислење, туку и политичката сцена е подвоена за улогата на Израел. Дали Израел, зборувам за неговата влада, би се покорил на еден таков долгорочен мир, како би реагирала владата на Бенјамин Нетањаху? Они сега конкретно и за овој договор реагира нервозно, реагира со неодобрување, па дури ги принудија нивниот стратешки партнер Соединетите американски држави да преземат и дополнителни политички и дипломатски мерки, па го на брзина нели го организира овој договор мир тамо за склучување во Вашингтон меѓу Израел и Либан за прекин на војните дејства. За прекин на војните дејства во Јужен Либан. Значи гледате тоа одеднаш сега излезе тоа и таму некој представник, па гледате тоа Хезболах не го прифаќа и така натаму, али они го издействуваат тој мир да се задоволи на некој начин Израел, посебно оние фракции екстремни десни во Израел, за да го прифатат да не прават поголеми проблеми, да остават простор на наредните 6 дена, да видиме дали ќе се овој меморандум спроведе и ќе се дојде до некое решение. Така да мислам, затоа и реков и тогаш, дека Израел покрај сето несогласување ќе го следи стратешкиот партнер Соединетите американски држави и ќе се обидува да биде кооперативен, што не исклучува да може да постапи поинаку, бидејќи многу пати тоа не увери досега. Веднаш се наметнува прашањето колку одлуките на Трамп се резултат на националната одбрамбена стратегија на Соединетите американски држави, а колку се заснуваат на бизнис?
Па, ако ја читаме стратегијата за национална безбедност, која читали новата стратегија за одбрана и така натаму, гледаме дека тука дел од тие работи се опишани и наведени. Од друга страна, ако и читаме и овие другите анализи и надписи, дека тој и како ја води он политиката како бизнис, дека да е тоа една голема мултинационална компанија и каде што имате добивка или немате добивка и така натаму, мислам дека е присутно едното и другото, дека он можеби повеќе превагнува тоа да води како бизнис политиката, а да неговата администрација и тимот на некој начин не гледате што прави државниот секретар или други некои министри кои се по вклучени во меѓународната политика, одат после него па мора да ги гасат, да ги пеглаат теренот, знаете, тој ќе направи можеби некоја штета со некои изјави, па овие таму допра имаат мака сето тоа да го испеглаат. И мислам дека двете тие компоненти кај него се присутни со нагласок сигурно на ова што е он. Он не е нели пред се бизнисмен, а не политичар. Гледаме дека и руската инвазија во Украина, нема од никакви знаци за попуштање. Дури Путин одби секакви разговори, преговори со Зеленски, додека не ги вели оствари целите. Тоа се анексија на 4 региони. Каква прогноза имате за оваа војна во моменти кога Украина дури ги почнува преговорите со Европската? Да, во моментот гледаме тука практично ако гледаме што случува на боиштето, интензивирање на борбените дејства од двете страни и ќе гледате печаток дека тука се разгорува практично војната со сите последици на двете страни што може да се случи, али паралелно гледаме и провејува мислењето или чувството дека сепак и двете страни се на некој начин сакаат да седнат на преговарачка маса, бидејќи ова предолго трае, па тоа може да го заклучиме и од изјавите на председател Зеленски, кој неколку пати му понуди председател Путин да седнат да преговараат, што овој го одби и така натаму, па и самата ова кампања сега што спроведува и Украина, таа асиметрично војување, каде што вели еве употребуваме тие стратешки напади под длабочина на руска територија, на нивната енергетска структура, важните објекти, нафтата и така натаму, за да го надпримораме Путин да седне на преговарачка маса. Тука може битно ова сега што случува од друга страна на бојното поле, гледате, притисок практично еве некој нарекува таа летна офанзива од руската страна на линијата на разграничување, посебно во овој дел на република на автономната на Луганската, Донецк, каде што не е освоен оној регион каде што Путин сака да го освои, тука голем притисок од руска страна, од украинска страна е значено да нагласи со сета поддршка од европските сили и НАТО и Америка од она стратегија на држење на позициите од одбранбените позиции, преминување на стратегија на асиметрично војување со безпилотни летала, со ракети долгометни од длабочина на руска територија на енергетските објекти, да се попречи доставата нафтата и така натаму. Еве имаме податок дека се погодени за овие 2 недели практично украинците имаат погодено околу 16 рафинерии на руска територија. И во повеќе региони каде што се вели дури до 30% од снабдевањето со нафти и нафтени деривати го имаат попречено. И многу битно има специјална практична операција или асиметрично војување кон полуостровот Крим, каде што сакаат да го отсечат тој и да го онеспособат за помош и да создадат паника кај населението. Тие се активности и сето тоа пак ете да се натера Путин да седне на преговарачка маса, така го велат барем од страна на украинците. Мислам во која насока ќе оди дека Путин ги одбива на позивите од украинска страна и од европските лидери, али мислам дека чека, тој сака да добие позив од Соединените американски држави и Трамп за да седне на преговарачка маса и мислам дека ќе прифати да седне. Како би завршило евентуални такви договори со оглед дека се заземени тие 4 региони практично? Пак се враќаме на минатата година, имавме ние нели формализирани договори каде што се спореа за тој дел само неосвоената територија па на тегање така, пак ќе се вратиме на тоа без оглед што велат на Истанбулскиот договор каде беше поповолен. Минатата година имаше тој договор од 20 на точки, пак ќе се вратат на тоа, ќе се разговара за тоа освоеното, неосвоеното. Можеби ако попуштат да влезат други сили или американците таму да разграничуваат, ако не се повлечат украинците, а русите... Но дали Украина би останала осакатена со територија во секој случај? Тоа веројатно да, бидејќи и со тие првите бели нели дури таму предлог договори беше предвидено Крим да им остане веќе и да го признаат, а овие да не ги признаат, али тоа е реалноста каде што е цртата таму да се протега границата, тоа значи една нова блокарска практично сили држење на тоа разграничување и да не заборавиме, не е само тоа.
тоа влие на нашата европска безбедност, целата безбедност, се отвара една фронт, една нова железна завеса од Финска практично до Грција, преку 4000 километри, ако остане овој сооднос, ако не се решат стратешките проблеми со Русија и Европа, која Европа влегува во една, може да се каже, нова ера, нова железна, нова ладна војна со Русија, што никој не го посакува, или ако продолжи ова темпо со вооружување од двете страни, како што предвидуваат за неколку години да дојде до некои поголеми војни. А да се надеваме дека разумот ќе превладе, без оглед што сега води во таа насока. Штом се одобрени сите тие средства за вооружување, не изгледа дека безбедноста ни предстојат некои убави денови. Златко Кузманов со анализа во тема на денот во Дневникот на сите. Ви благодарам многу за учеството. Благодарам покана.